Сега, кога станува збор за ланскиот снег, нешто сум фатил прибелешки од ланскиот снег, сега ќе го прочитам. Генерално извештајот, оној од 2021 година, се карактеризира дека е формален и терковски изготвен, оскуден со потребни информации и податоци, но евидентно е дека судскиот совет недоволно и неажурно ги остварува работите од своја надлежност, со што не обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Од податоците за ажурноста на судовите дадени во извештајот не може да се утврди нивната реална ажурност во постапувањето, бидејќи дадена само апсолутна бројка. А реално за предмети, особено во кој постапува управниот суд и више управниот суд, има заостаток од минимално 2 години од моментот кога предметите биле доставени во судот до денот кога по истите се решавало, односно е донесена одлуката. Апелационите судови гостива Штип покажале евидентно неажурно постапување, имајќи го во предвид годишниот прилив на нови предмети. Од табелата за стари предмети и табелата за нерешени предмети од претходната година може да се потврди констатацијата за неажурно постапување скоро на сите судови. Бројот на потполнети судски места, Советот во овој дел нема критички осврт за причините за тоа, имајќи во предвид дека нивната надлежност е изборот на суди, зашто сме сведоци дека постапките за избор во апелационите судови, Врховниот суд и за избор за председатели на судовите траат предолго и без образложение за причините за таквата состојба и односот на Советот. Постапката за оценка на судиите во пракса се покажа неефикасна, бидејќи при избор на судии во повисоките судови, иако овој критериум е влезен во основа за избор, во најголемиот дел изборот се врши од кандидати со најслаби оцени, што покажува дека оценувањето е само проформа, а до сегашниот избор ниту може да се потврди дека земени во предвид и другите критериуми предвидени во член 48 од законот. Во извештајот само се наведува дека се направени законски измени кои биле во насока за наводно самостојно и независно делување на судскиот совет во постапките за назначување и разрешување судии, но извештајот не содржи кои се измените и кои биле причините за тие измени, но реално Советот во својата работа нити ги применува законите од својата надлежност, имајќи ги во предвид ненавремениот избор и назначувањето на судиите, како и назначување на председатели на судовите, постапките траат многу долго, предолго, како и нетранспарентната постапка при извршените избори во кои недостасуваат образложенијата и причините за изборот согласно предвидената законска обврска од членот 49 од Законот за судски совет, во кој е предвидено дека секој член на Советот со право на глас е должен усно на седница на Советот да ја образложи својата одлука за избор на судија. Во контекст на новите законски измени, проблематичен е делот во кој е предвидено дека председател на Советот може да биде секој член на Советот кој не е судија, како вас, например, со што не само што се девалвира судската функција, се девалвира и улогата на судскиот совет како институција. Ваквата измена не е во насока на подигнување на судскиот интегритет. Дополнително, во постапките за утврдување на дисциплинската одговорност на судиите, иако е возможена двостепеност во постапката, но истата е недоволна, бидејќи второстепената постапка пред Врховниот суд. Нивната одлука на истиот не е од суштински карактер, туку само во контрола на спроведениот процесен дел пред Советот, што од една страна се девалвира улогата на Врховниот суд во постапката, но на истиот од друга страна одземено му е правото да решава за суштината на дисциплинскиот престап и повредата направена од судијата. Неажурност на судскиот совет евидентен и при изборот на судии и поротници. При ненавремениот избор доведе до блокада на судските постапки, а под прашање се доведува и законитоста на дел од завршените судски предмети во кои учество имале и судии и поротници на кои им е истечен мандатот. Тоа е она што ја го забележав од лани, од преклани. Може само да кажам дека Зоран Заев бил во право, значи го
со него почнал расцвет како пупка ова судство, а мислам дека со вас пупката ќе стане цвет. Невидено е некогаш на правен соработник, а да не е судија да стане председател на судскиот совет. Не верувам дека нешто посебно ќе направите, односно, онака како што го кажа бившата председателка, вашата предходничка, дека новиот председател, тоест вие, ќе бидете водач на таа судска бизнис елита. Благодарам. Има зборели панова. Сакам да ви информирам дека ќе